Кога мислиме на Toyota, мислиме на најпродавани модели, на економичност, на најдобра гаранција, но понекогаш мислиме на спортски коли. Ама секако тука е една вистинска легенда, односно кога помислуваме на бесконечност, на бесмртност, на мултиконтинентален најпосакуван, тогаш мислиме на Toyota Land Cruiser. Toyota како бренд има свој посебен удел во светскиот автомобилизам. Но кога станува збор за Land Cruiser од друга страна па има свое посебно место во светскиот автомобилизам. Toyota буквално му должи се на овој модел. И секој ентузијаст има огромна почит кон овој модел. Не мора да си ентузијаст кон офроуд сегментот, можеби си љубител кон некој друг сегмент од автомобилизмот, но едноставно за Land Cruiser сите му симнуваме капа, сите му даваме почит на овој модел, бидејќи знаеме какво значење има. И затоа оваа генерација е толку важна и за Toyota и за светскиот автомобилизам. Од секој аспект, дали од дизајн, дали од интериер, дали од перформанси, многу е важен, бидејќи да се одаде почит на ваква вистинска легенда во која што цел свет одава огромен почит кон овој модел, е многу тешко да се постигне да се направи она совршеното. Да се одаде почит на таква вистинска легенда е тешко. Но новава генерација на Toyota Land Cruiser дизајнерски гледано стварно е ремек дело, стварно погодиле, бидејќи се гледа целиот оној претходен дизајн на Land Cruiser кој што е препознатлив за овој модел, но и се гледат сите нови модерни линии кои што треба да ги има Toyota и Land Cruiser. Особено со оваа песачна боја ми е стварно многу убав. Можеби на снегов сега и на ладново тука високо горе не е баш најидеалната боја, но стварно кога ќе го видиме вака како целокупно, изгледа убаво, привлекува многу внимание. Би сакал искрено да има бар некој број поголеми тркала, ова е екзекутив, средното ниво, во луксус по напредното ниво, има и поголеми тркала и секако во опција има таква можност, но изгледа масивно со сите овие додатоци тука и горе на кровот и од страна тука за скалава за качување и дури ретровизорите изгледа многу масивно. Ова е 7-осет. Всушност, ајде да видиме внатре колку е толку голем и дали таква масивност има и внатре. Внатре искрено убаво. Има многу елементи кои што нагласуваат како и за секој друг Toyota модел. Убави, квалитетни, меки материјали, нешто што искрено очекувам за Land Cruiser, бидејќи ова возило ќе биде ставено на сериозни тестови, сите квалитетни материјали треба да се докажат дали се стварно квалитетни и се што ќе чепнете убаво меко квалитетно, надоле има подцврста пластика, но во поглед на сите елементи кои што се поставени на целата опрема, како 12,3 инчен екран кој што е фантастичен, новиот систем на Toyota со одлична графика, одлични системи, одлична респонзивност, немам негативен коментар тука. 9 инчен екран пред возачот, каде што ги гледате сите можни информации кои што ви се потребни во поглед на кој режим возите, на навигација, на безбедносни системи кои што ќе ги кажам малце подоцна. Во поглед на комфорт, да, имаме се. Грејачи, ладење на двете предни седишта, грејачи на волан за ова ладно време, бидејќи ми требат и ги обожавам. Имаме камера која што 360 камера можете константно да гледате што се случува околу вас. Грејачи на предно стакло, грејачи на задни стакла, мислам нормално да не се малтретирате. 3 USB Type-C порта, 1 HDMI кабел, искрено не знам зашто е HDMI кабелот, бежичен полнач за телефон, 2 остави за шишиња. Тука се сите контроли од офроуд режимот кој што ќе почнам да возам ќе ви ги објаснам сите детално. Фрижидер, не ми треба фрижидер се на ладно време, ама имате и фрижидер и она што ми се нагласува е оваа масивност, оваа цврстина која што кажав и од надвор, ја има и тука внатре со сите овие рачки за да го нагласи тој офроуд елемент и сето тоа е убав некој материјал кој што не е цврста пластика класична како и другите возила, туку некој убав материјал и цврсто е се компактно направено. Тука, ај сега видиме позади. Ми се допаѓа што таа масивност, таа цврстина од напред и од надвор ја има и тука.
Да, сорачките што се насекаде, кои што ви помагаат за влегување, бидејќи реално ви треба, висок е многу. Иако има скаличка, морате си помогнете сорачкава, но целата таа цврстина, таа масивност изгледа, ја имате и тука изгледа убаво. Дури ми се допаѓаат сите овие детали Land Cruiser тука што се поставени, дури како што не кажав напред, но како што има и напред, има и така и тука позади вакви детали, не знам, ова нека бронзена боја, интересна, одговара со таа песочната боја од надвор. Изгледа убаво, имаме два USB порта тука доле. Овие патосници не се негови оригинални, затоа вака ако ви изгледат малце чудно, бидејќи во моментов се уште се чека. Многу е нов за македонски пазар, но општо и за светски, многу е нов и затоа чекаме соодветни патосници. Имаме трозонска клима, можете да си местите од тука како сакате вие, без разлика од предниот дел. Простор за нозете, гледате позади возачкото моето, во моментов мојата возачка положба. Имам доволно простор за нозете, простор за главата не коментирам бидејќи супер. Ми се допаѓа што е широк, но имам голема замерка што на средниот дел зошто има волку висок тунел. Мислам дека може на оваа висина сето тоа да се изрегулира, бидејќи на средниот дел, иако има простор кој се седне, нозеве вака, ако ги ставам од страна, нема простор за тројца патници, вака до згора па не е баш некомотно, така да... Океј, ама па затоа имаме две седишта позади, нели? И сега пред да дојдам до тие две седишта, само ќе кажам дека тука имаме наслон за рака со две остави за шишење, што е супер, Isofix куки кои што лесно се стига до нив под овие лепенки, што е супер. И сега да ви ги покажам двете седишта, за кои што искрено нема да седнам, бидејќи малце ми е комплицирано. Вау, не очекува дека баш вака ќе се отвори, но седнувањето, гледате колку мачно ако додам до тука, но нема да седнам од причина што задните седишта за да ги отворам треба да тргнам една завеса од багажникот, да преместам на друго место, ги кренам седиштата, па таа да вратам, па да има доволно место. Прекомплицирано е. Друга интересна работа за овие седишта кои што гледате може да се прилагодуваат според аголот како што вас ви одговара. Е сега бидејќи тука завршив, а ги веќе ги кажав задните третиот ред на седишта, одиме во багажникот. Пред да го кажам багажниот простор, да ви го покажам, мора да ви спомнам само една кул работа, што од ова копче кој ќе го стиснете се отвара само стаклениот дел и што е попрактично некој пат да не го отварате целиот багажник за да дојдете до одредени работи, но тоа не игра толку многу улога бидејќи секако е автоматски отварањето и затворањето на оваа голема врата. 906 литри багажен капацитет, што е супер практично, огромен простор за товарање. Нормално кога се спуштени задните седишта, односно третиот ред на седиштата. Она што ми се допаѓа што е рамна оваа ивица со багажникот со браникот, иако браникот е доста широк од самиот багажен простор. Многу лесно истоварањето и товарањето на потежок багаж бидејќи е доста високо што можете да видите. Она што е интересно за багажниот простор што е доста практичен со овие сите куќи за качалки кои што ги имате за располагање, пример конкретно за појасот, но тука имаме едно цело големо шуко на 220 волти. Под ова мала даска, да кажем, имаме некои мали остави кои што можете ги користите да бидат попрактични. Седиштата се отварат од тука како што кажав, но ви пречи оваа даска која што спомнав дека треба да се извади за да може да се кренат тие седишта. Инаку од страна за третиот ред имаме две остави и имаме по еден USB порт Type-C од страна. Моето капче кој што ќе ми брка работа сега, да го затвориме багажниот прост, односно багажникот и да почнеме со возење, односно продолжам со возење. Да му се одаде почет во поглед на дизајн, видовме, успеале. Во поглед на перформанси, би кажал дека би успеале, бидејќи под хаубо имаме 2,8 дизел мотор, не е хибрид како што сме научени од Toyota во последно време да е се хибриден модел, да имаме CVT менувач, тука имаме 8 степен автоматски менувач, погон на сите 4 тркала, константен погон. Имаме можност да блокираме диференцијали. Имаме можност да одбереме во каков режим сакаме да возиме, дали е длабок снег, кал, песок, било што, бидејќи Land Cruiser нема континент каде не влади, ама буквално каде не влади. Затоа на ваков терен, како сега мене не има никаков проблем да возам и да се чувствувам
фраер, буквално се чувствам фраер, као да знам кој знае колку офроуд да возам, а немам некое преголемо искуство во поглед на офроудот. Доволно ми е само да стиснам опција или можеби автоматски он да си одбере и да цепам и појма немам кај сум сега у моментов у Македонијава, но едноставно возам бидејќи можам тоа да го направам со Land Cruiser. Сакам тука свртам, не е проблем. Влегувам и тоа е тоа. Така да кога станува збор дали Toyota успеале да дадат една огромна почет и да направат една нова легенда, ќе оставам на вас. Вие да одлучите, вие да ми пишете во коментар дали тоа успеале да го направат Toyota, бидејќи јас можам само следно да го кажам. Во поглед на перформанси не чувствам никаква потешкотија на ниту еден терен да покаже Land Cruiser дали е возможно да заглави некаде. Искрено, на овој терен во кој што јас се соочив, ама никаде не се помачи. Немаме офроуд гуми, имаме зимски гуми, ама нема офроуд гуми кои што треба на длабока кал или длабок снег да има потешкоти. Гледате со каква леснота едноставно проаѓам и на каков терен возам, нема никаков проблем. Но иако е фантастичен, иако овие 204 конски сили кои што ги имам на располагање се стварно фантастични, иако тука мора да напоменам една работа дека кај ова возило конските сили не се толку важни колку што е важен обртот, односно ньютон метрите. 500 ньютон метри на располагање ги имаме со Land Cruiser и тие се оние кои што може да низаат од ваква кал. Тие се оние кои што може да низаат од ваков терен. И мора да признам дека многу добро ја прераспределува моќта на секој тркало онаму каде што му е потребно. Имате голем број на опции кои што можете да ги искористите. Иако на толку опции што ги има, автоматскиот режим толку добро си ја препознава работата, односно толку добро си ја работи својата работа, што во ниту еден момент јас не требаше да застанам, да блокирам некој диференцијал за да поминам низ одреден терен. А можете да си играте со него многу да си играте. Оние опции кои што ги нуди, прво во различниот драйв мод на мод селекторот тука на ово големо тркалце, можете да одбирате во поглед на нормал, можете да бирате во спорт и во еко. Сите три различни режими нормално различно функционираат, односно различна респонзивност даваат во поглед на педалата за газ, за да имате подобра потрошувачка. У моментов тоа искрено не ме интересира, иако пишува дека троши околу 14 литри, но тоа се намалува како го возам, бидејќи го земав со многу малку километри, како се разработува машинава, така паѓа и потрошувачката, но она што сакам да кажам е дека имате опции за 5 различни режими и со менувачот кој што работи со вештачка интелигенција, и затоа реков немате потреба многу за избирање на различни режими, бидејќи автоматски со вештачката интелигенција он пресметува што му е потребно во моментот, како да прераспредели и како да не заглавите. И тоа функционира фантастично. Се е супер, се е фантастично, искрено огромен фан сум, не можам да ви објаснам колку многу чекав да седнам зад волан, бидејќи од секој пат сум го посакал искрено Land Cruiser, бидејќи, како што кажав, знаеме каков белек има оставено во автомобилизмот и пред се изгледа фантастично. Но си го поставаме едно прашање. Не само за Land Cruiser, општо автомобилизмот во денешницава кај се движи. Се е ова убаво, се е ова одлично, добро функционира. Но дали овој Land Cruiser е вистински наследник на легендата, дали имаме такви иновации, дали имаме такви системи, дали имаме такви елементи во овие автомобили кои што претходно има направено доста од толку силен белек. Дали едноставно сега стана автомобиливе еднолични, едноставно сите се исти, премногу технологија, односно премногу електроника во нив, каде што нема толку многу учество на возачот. Да, ние уживаме, јас уживам во сето ова и да, сите овие системи мене премногу ми помагаат. Но дали еден вистински офроудер
кој што е научен на претходните генерации на Land Cruiser, би го сакал ова. Мене тоа ми се поставува како прашање. И друга работа што сакам да се ја поставам, дали ова статус возило, би го рекол као статус, бидејќи Land Cruiser се знае што е, и кога купувате Land Cruiser, дефинитивно не го планирате за да го паркирате во град до некој Range Rover или до некој Mercedes, бидејќи со Land Cruiser буквално ќе одите на авантури секојдневно. Буквално секојдневно. И оно што ми е прашањето, дали би го купиле како возило за второ возило за да го имате за одредени градски работи да завршите со него, или ќе биде исклучиво само за офроуд. Оставам на вас, направете subscribe секако во секој случај, бидејќи ние сме најголемиот и најпосакуваниот автомобилски канал во Македонија и ви благодарам на целата поддршка. Јас уживам што вие ми давате прилика да го искусам и овој модел, и затоа пишете во коментар што сакате да видите наредно и што мислите за Land Cruiser, дали е достоен наследник на таа легенда. Се гледаме наскоро со ново видео. Чао!